Европа гори. Во ЕК е еден од најлошите топлотни бранови велат во последните 200 години. Символично овој топлотен бран е наречен Луцифер, но буквално ја запали Европа. Во последните недели на над 50 локации во Европа се измерени рекордни температури. Според оваа мапа најтешко беше во Шпанија затоа што од 10 јуни траеше овој топлотен бран, измерени се 44 степени Целзиусови. И во Португалија исто така рекордни температури 47 степени, во Франција 42, Италија, Сицилија 47, Англија, Холандија, сите се тие по 40. Во Англија, оно што е карактеристично е бидејќи таму не е оваа температура толку вообичаена, дури на аеродромот Лутон се стопил асфалтот и поради тоа беа откажани повеќе летови. На овие снимки буквално се гледа како работниците ќе репарираат пистата. Освен тоа што има високи температури, Европа и буквално гори. Пожари има на неколку локации низ Европа. Ова е лайв мапа која што покажува во овој момент колку пожари беснеат. Во Шпанија е најдраматично, односно има над 20 пожари кои што горат без контрола. 60.000 хектари шума е зафатено. 500 смртни случаи се пријавени кои што се поврзани со топлото време. Над 10.000 луѓе од 50 села се евакуирани, изгореа 85 куќи и најпогодени се областите за Мора и Авилја. Како што реков, буквално во цела Европа има пожари. Сега во овој момент, според оваа мапа, најдраматично е во Италија. Може да видите овие црвени точки, значи се ова активни пожари во овие моменти. Во Тоскана 560 хектари шума е зафатено, евакуација на стотици луѓе е во тек, дури имало експлозија и на резервоари со газ. Во Трст исто така имаше голем пожар. Сите патишта биле затворени, немале струја, а овој пожар вчера се прошири на територијата на Словенија, каде што се уште е во тек и се уште пожарникарите се борат со него. Пожари имало и ке има, затоа што овој топлотен бран сега се шири и накај Балканот. Во Македонија веќе се најавени од вчера 40 температура, односно температура над 40 степени. Македонија и минатата година имаше проблеми со пожарите поради високите температури. Тогаш моравме на помош да ги викаме соседите да ни помогнат во гасењето. Зашто е тоа битно? Затоа што сепак соседите се малку поопремени од нас. Кога сме веќе кај опремата, Грција има најголема флота на авиони. 93 рекоа дека оваа година има, тоа е 15 повеќе од лани авиони и хеликоптери за гаснење пожар. Хрватска има 12, меѓутоа и тие 6 од овие 12 им се расипани и се приземјени, не ги користат. Србија има 14 хеликоптери кои што пак преку годината може да се користат и за други намени. Албанија и Косово воопшто немаат флота за гаснење пожар. Сега кога сме кај тоа како е Македонија подготвена, рековме дека еден од авионите веќе е пристигнат, репариран, додека за останатите два се уште се чека. Едниот е приземени, воопшто не е ни однесен на поправка. Со што се располагаме сега, бидејќи пожарите веќе започна од вчера, беснее пожар во Беровско. Што се има Македонија за да се справи со овие пожари? За разлика од лани, оваа година имаме најмалку еден авион повеќе и еден хеликоптер повеќе. Бројот на противпожарни возила секупат може да биде повисок и така би бил и подобар. Од друга страна и староста на возилата, на одреден дел од возилата не е најсоодветно, односно имаме возила кои што се постои од што би требало, но сепак се функционални. И национални шуми со буџетот кој што го имаат и луѓето кои што ги имаат се обидуваат да влијаат барем во превенирањето. Во светот постојат така наречени сензори кои што се поставуваат на одредени локации на огромна област, можат навреме да пријават дури и чад и оган. Еден ваков сензор чини околу 400.000 евра. Има ли Македонија шанси да го добие и што се имаме сега? Такви пари национални шуми немаат во моментот, доколку владата се мислам одвои такви средства има, не е проблеми да ги користиме и од она што можеме како финансиска можност на национални шуми да направиме при крај набавката на околу 100 рачни пумпи кои може да ги набави Македонски шуми. Имајќи во предвид дека за да се обнови изгорената шума се потребни од 20 до 50 години, имајќи во предвид колкава штета тоа и прави на државата, имајќи во предвид колку пожарите кога ќе се расшират и во шумскиот предел ги загрозуваат и куќите, селата, градовите и така натаму, овие пари не изгледаат толку големи за да се стегне заби да се инвестира и да се набави потребната опрема. Дури и Европската Унија за предвидувањата за смртните случаи предизвикани од топлотните бранови од 1000
нешто 2000 колку што се сега, предвидува дека до 2050 година нивната бројка ќе достигне до 50.000.